Иста песна се пеело, иста приказка на децата им се кажувало, но не и иста судбина си имало. На едните немојте да гледате преко езеро, му веле, а другите под пенџеро ги слуша. Не зборвајте на тој јазик од јазиците сечиме. Третите се уживаа во благодетите и изобилството на македонската литература, култура и идентитет. Го негуваа, го развиваа, го изучуваа, за ние денес да можеме да се поздравуваме, да се прегрнуваме, историјата на Македонија да си ја раскажуваме. Преска, зошто си вака намуртена, замислена, што се случило? Искажи се. Чеда мој, пред многу години кај мене дојдо некој челат касапи, на друг јазик зборува. Тие ми ги врза и раце и нозе, зато имам зарешки на раце и на нозе. После тоа, тие челат касапи наредија над мене да се врнат бомби и малотови, за да ме сотрат, да ме уништат, да не постојам. Но ево јас оставам. Јас го слушам плачот на мајките и децата, кога ги брка од своите домови, од Леринско, Воденско, Пожарско, тука покрај мене врвеа. Јас ги гледав како мајките влажните пелени на децата на голо месо ги сушеа. Одеа и назад гледаа. Тешки крвави солзи ронеа за зијанот што му го направи. На Јадрано ги однесо, со бродо и низ Европа ги распрчка. А косата зошто ти е избушена убавице? Искажи се, жена моја. Во последно време некој сака јазикот да ми го сеча, сршта да ми ја промена, од тефтерите да ме избриша. Кој беа тие? Што беа тие, не знам. Не убавици. Не си ставај прчки на твоето убаво лице. Тука е родот и породот твој да те брани, да те штити. Ево, во последно време од светското големо јаболко со писмо Ѓорѓија на Јане се јави, повикувајќи до сите нас. Дајте да се одбраниме преспа од силечи, измамници, предавници. Па си појдемо на јубавата антрополошка лабораторија да провери крв и сар. Вие, господине, му рекоа, потекнувате од еден голем манастир на Балканот, кој што се вика Македонија. Зато, обавице, измазнија твојата убава коса, облечија белата промена со платно белено на билјанини охридски извори. И ти за секогаш ќе останиш македонска преспанска убавица.